Специјалното јавно обвинителство понудило, судот прифатил подолга листа на сметки кои веќе се замрзнати. Еден ТВ дознава дека станува збор за 5 сметки од поголемите банки во државата, додека за 9 фирми под капата на Орка Холдинг од областа на здравството, угостителството, градежништвото веќе има издадена забрана за отуѓување и продавање. Ова се го побара откако дошле до сознание дека осомничените во империја го оштетиле буџетот за 6,2 милиони евра, како и дека се испрани без малку 11 милиони евра. Во меѓувреме, кривичниот совет на Скопска единица одлучува дали да ги ослободи од притвор или не 5 темина осомничени во империја. Жалби поднесу адвокатите и наместо притвор понудени се алтернативни мерки, во најмала рака домашен притвор или пасошите на осомничените да им бидат задржани во суд со пријавување во основен еден. Во петокот судот по барање на СЈО на сопственикот на Орка Холдинг Јордан Камчев му одреди 30-дневен притвор, како и на уште четворица: Ненад Јосифовик, Цветан Панделески, Зорица Арсовска и Тодор Мирчевски. Паралелно адвокатите на бизнисменот Камчев негодуваа бидејќи бил спроведен пред судија на претходна постапка без судски налог. На СЈО демантираа со став наредбата била дадена од судијата на претходна постапка. Делата според кој осомничен Камчев биле застарени, смета одбраната. Со вакви аргументи се бараат осомничените да излезат од скопскиот затвор Шутка. Во затворот 5 темина осомничени беа однесени доцна во петокот, откако по распитот во кривичен Камчев, Јосифовик, Панделески, Арсовска и Мирчевски добија по 30-дневен притвор. Осомничени се за злосторничко здружување, измама, перење пари, злоупотреба на службена положба во истрагата на СЈО империја. Истражители на специјалното обвинителство во петокот извршаа претрес на 12 локации. Лаптоп, компјутери и USB-ња телефони документација се одземени од Орка Холдинг. Во империја се осомничени 13 мина, меѓу кои поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков, мајката и сестрата на бизнисменот Камчев.